Fate Picking Up the Pieces на Play Radio на 10 минути после 12 часот, кога го започнуваме третиот час од емисијата. Ви најавив дека имаме гостување и така практично ќе го заокружиме спортскиот блок. Од 7 до 11 септември во организација на Шаковската школа Струга во нашиот град ќе се одржи третото поред издание на меѓународниот шаховски младински фестивал Езерска кралица 2022. Оваа година ќе учествуваат околу 60 шахисти на возраст од 8 до 18 години од Македонија, Албанија, Грција, Бугарија и Косово, а деталите ќе ги дознаеме од господинот Ѓоко Котески од Младинската шаховска школа во Струга. Господине Котески, јас најпрво ви благодарам што одвоивте време за овој разговор на ден пред одржувањето на овој младински шаховски фестивал. Кажете ми најпрво како течат подготовките со оглед на тоа дека треба да бидете добри домаќини на шахисти од земјите кои што ги споменав и воопшто колку е тешко или лесно да се организира овој фестивал. Најпрво добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до слушателите на Play Radio. Подготовките за овогодинешното издание на Меѓународниот младински шаковски фестивал Езерска кралица се при крај. Се надевам дека ќе се прикажеме во најдобро светло и према гостите што треба да дојдат, но секако и према домашните играчи, домашната публика, која се надевам дека ќе има интерес да го следи ова надпреварување. Што се однесува на вториот дел од вашето прашање, да се организира еден ваков спортски настан воопшто не е лесно. Подготовките ги почнавме некаде на почетокот на оваа година, значи скоро 6 до 8 месеци. Тоа вклучува напорна работа, премногу труд и енергија, но знаете кога работите нешто што секогаш сте го постакували, вреди да се жртвува сето тоа за на крај да имате успешен настан. Но секако јас не сум сам во оваа организација на овој настан помагаат и други членови на Шаковската школа Струга. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам. Јас сакам тимска работа и кога работите како тим, полесно се завршуваат работите. Во секој случај, задоволен сум од сео што досега јас и мојот тим го имаме сработено и се надевам дека ќе имаме успех. Ние премногу вложуваме во реклама и маркетинг за фестивалот, секоја година додаваме нови работи. Секој оној кој присуствувал на турнирите на Езерска кралица знае дека се чувствуваат како да играат на големи надпреварувања. Така ќе биде и оваа година. Така, многу ми е драго што имате убав тим со оглед на тоа дека што ме трето издание значи дека сакате и ќе успеете да градите една традиција. Кажете ми кои ви се очекувањата од струшките шахисти кои што ќе учествуваат годинава? Вие ги тренирате, па ја имате целосната слика, кои се нивните можности за добри резултати годинава? Точно така, на турнирот ќе учествуваат и моите ученици, членовите на Шаковската школа Струга. Во сите три категории имаме квалитетни играчи. Обезбедивме и награди за најдобрите струѓани во секоја категорија. Ние се подготвуваме скоро цела година со исклучок на летниот период. Јас пред турнирите обично не им поставам некоја цел во однос на тоа кое место треба да го освојат. За мене е битно да играат добро, да гледаме добри партии, да бидат сконцентрирани, да бидат мотивирани и резултатот потоа сам по себе следи. Така, тоа значи дека сте добар тренер затоа што едно е да ги учите, а друго е да им се врши притисок за да постигнат нешто. Сега каква им е конкуренцијата годинава? Сигурно веќе ги имате имињата на учесниците од другите земји кои што ги споменав, па можете да оцените од кој калибар на тежина ќе биде овој фестивал годинава. Во сите три категории имаме силни играчи, како домашни, така и странски. Имаме државни шампиони во неколку категории што ќе учествуваат на фестивалот. Исто така имаме и поранешни победници на турнирите на Езерска кралица. Че имаме интересни партии, се надевам и еве тука кај вас да кажам дека оваа година за прв пат ќе имаме прикажување на партии во живо со помош на електронски табли кои ги добивме од Шаковската федерација на Македонија. Ќе бидат прикажувани најдобрите и најквалитетните партии во секој коло, така да секој оној кој што е заинтересиран може да ги следи преку интернет. Така, тоа ми беше практично и следното прашање, каде ќе можат љубителите на шахот да го следат овој фестивал со оглед на тоа дека станува збор за шаховски фестивал кој што трае 3 дена, да го објасниме распоредот на партии. Турнирот ќе се игра значи од 7, од утре значи почнува и завршува на 11 септември во недела, кога е и свеченото затворање. Ќе се игра во конгресната сала во хотелот Дрим. Првото коло е во среда во 16 часот, кога е и свеченото отварање.
Потоа следи четврток имаме 2 кола, едното се игра са бајле, другото после ручек. Во петок имаме едно коло, а за после ручек во петок е планиран и рапид екипен шампионат, каде што ќе учествува, значи, екипи исто од наведените држави кои што ги спомнавте. И во сабота исто така имаме 2 кола и во недела са бајле после завршувањето на последното коло следи свеченото затворање. Значи ги повикувам сите љубители на шаковската игра од Струга. Ако можат слободно, значи, да дојдат во хотелот Дрим во Струга и да ги проследат партиите кои што ќе ги играат децата. Така, ние како медиум секако дека ќе ги пренесуваме сите резултати и информации поврзани со фестивалот, да позборуваме малку за плановите на младинската шаховска школа Струга за следнава сезона. Значи, сега после завршувањето на турнирот Езерска кралица, почнуваме со часовите. Сите оние заинтересирани деца кои што сакаат да се запишат во шаковската школа Струга, може слободно да не контактираат. Часовите ќе бидат со физичко присуство, за разлика од изминатите 2 години, знаете, во услови на ковид пандемија, часовите ги држевме онлайн и тоа беше тешко како за мене, така и за децата. Ова година се враќаме со физичко присуство, така да ево еден апел до сите оние кои што се заинтересирани, значи да ја следат наставата во нашата школа, може слободно да не контактираат. И за наредната година исто така планираме да тука во Струга одржиме еден голем европски шаковски настан, каде што планираме да ги поканиме најдобрите европски шаковски школи од повеќе држави. Настанот исто така ќе има меѓународен карактер. Планираме да поканиме што повеќе европски младински школи. Веќе сме во контакт со некои од нив. Тие ја поддржаа нашата идеја и ево, сакам да упатам еден апел дека во вакви настани, кога се организираат вакви меѓународни настани, секако дека треба да добиеме поддршка пред се од државата, тука мислам преку Агенцијата за млади и спорт, и секако од приватни фирми, приватни компании, локалната самоуправа во Струга, да помогне, значи, во реализација на еден, пак ви викам, голем европски младински шаковски настан кој што планираме да го држиме наредната година и на кој што планираме да поканиме многу поголем број на учесници од повеќе европски држави. Така, многу е убаво тоа што освен што ги едуцирате децата кои што ја посетуваат вашата школа, се трудите навистина да организирате настани Струга, да ја направите барем во тие периоди кога се одржуваат настаните центар на шахот. Е сега воведен е еден проект Шах во школите кој што започнува од оваа година како изборен предмет за дечиња од прво и второ оделение, со оглед на тоа дека сте од таа шаховска фела. Кое е вашето мислење и како мислите дека ќе функционира сето тоа? Идејата за воведување на шах во школи не е начинова, таа е малце постара идеја, меѓутоа сега стигна до реализација. Проектот го води Шаховската федерација на Македонија со помош на Министерството за образование и наука преку Бирото за развој и образование. Оваа година за прв пат се воведува шах во школи во Македонија, иначе шахот во школи во другите европски држави веќе е воведен и како редовен час, некаде како изборен, некаде како редовен. Кај нас за прв пат се воведува како изборен предмет за децата од прво и од второ оделение, оделенска настава. И ево во овој период, значи, Шаковската федерација на Македонија ќе има рекламен материјал кој што ќе биде дистрибуиран до школите и сите оние деца кои што сакат да следат шах, значи да го изберат шахот како изборен предмет, ќе може тоа да го направат во матичните училишта. Ние како шаковска школа сме подготвени да помогнеме во овој процес и доколку, значи, има потреба, исто така ќе извршиме и предавања на оделенските наставници кои што ќе сакат да ги тренираат децата шах. Така, тоа е навистина одличен проект во смисла на тоа дека можеби во Струга или пак во други градови во земјава има таленти кои што никогаш не пробале, па не се откриени таленти, потоа ќе имаат можност да си продолжат, например, да се едуцираат кај вас. Така, значи, замислено е, не е замислено да се создаваат професионални играчи, туку е замислено, значи, шахот да се како игра, значи, да биде прикажан во
во прво и во второ деление. Значи наставната програма веќе е одобрена од Бирото за развој на образование, дистрибуирана е по школите. Доколку некој од децата покажува посебен интерес и сака да се занимава професионално со шах, ние сме како шаховска школа отворени и може слободно да не контактира. Така, токму и на тоа што го споменавте и мислев, заради тоа што ќе се запознаат барем со основните работи, па сите оние кои што ќе имаат интерес, потоа ќе дојдат кај вас во вистински раце за да можат да се развиваат понатаму и така да се откриваат шаховски таленти со оглед на тоа дека дефинитивно ги има. Јас најпрво ви посакувам утре да имате убаво отварање. Фестивалот да биде како што сте планирале со оглед на тоа дека споменавте колку долго се подготвувате и се организирате, да бидете добри домаќини. Ние како Плей Радио ќе ги проследиме сите партии, сето она што го организирате, па верувам дека со оглед на тоа дека најавивте планирање на други настани, ќе има многу причини повторно да ни бидете гости. Така, ви благодарам на поддршката и ви благодарам на поканата. Така, повторувам уште еднаш, од 7 до 11 септември во организација на Шаховската школа Струга во нашиот град се одржува третото издание на Меѓународниот шаховски младински фестивал Езерска кралица 2022. Ние продолжуваме со добра музика.